Инспиратор и финансиер на параполициска воена формација составена од радикални националисти. Ваква причина навеле безбедносните структури за да го следат премиерот Христијан Мицкоски. За време на техничката влада во 2020 година Мицкоски бил следан во чекор и не само тој, туку и неговата сопруга и двата сина. Она што дополнително го зголемува сомнежот е дека следењето на лидерот на тогашната најголема опозицијска партија е непосредно пред парламентарните избори. Една од безбедносните агенции, од оправдани причини нема да кажам која, располага со овакви информации во која што јас инспирирам, финансирам и организирам вакви терористички структури вооружени, а при тоа не го информира Министерството за внатрешни работи. И се поставува прашањето зошто не го информирала. Одговорот е јасен, затоа што тоа беше техничкиот период и тогаш технички министер беше господин Наке Чулев. Зборувам во 2020 година. Ова било само начин, преку монтажа, да се обезбеди физичко покривање на лидерот на најголемата политичка партија во тој момент ВМРО ДПМН. Премиерот за оваа тема разговарал и со републичкиот јавен обвинител Лупчо Коцевски. Сега вели останува да видиме дали гласот ќе допре до нив и дали ќе постапат. А за да запрат ваквите злоупотреби, Мицкоски најави дека владата се подготвува за спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Таа процедура нема да биде брза и се разбира нема да биде јавна. Кога ќе биде се завршено, а за тоа треба време, ќе биде јавна, ќе има јавна дебата, ќе можат експертите да ги дадат своите мислења, но ние се подготвуваме на оваа реформа, бидејќи оваа реформа најголемиот дел од НАТО земји имаат направено, од соседството таа е таква е во Словенија, во Хрватска и така натаму и така натаму. Така што да бидеме трпеливи, затоа што сепак станува збор за системот на разузнавање и контраразузнавање на државата. Цилиндар и Џокер се кодните имиња на измислените лица кои според премиерот се креирани од разузнавачките служби во пресрет на изборите во 2020 година, кога беше во опозиција, со цел да создадат алиби за неговото следење. Дури и семејството на Мицкоски било на мета. Безбедносните служби го следеле секој нивен чекор со цел да создадат атмосфера на страф и подложност во време кога ВМРО ДПМН беше во опозиција.